Океј, добар ден, добри луѓе, добре дојдовте на неделната богослужба на Христијански центар. Фала на Дарко за славењето, фала што едноставно не воведе во сета оваа служба. Иако ние тука имаме обврска, ако можем да кажем, зорно околу техниката, сепак негде таму длабоко во внатре нас и тоа е некако отслики на нашиот живот, го славиме и го обожаваме Бог, зашто самото обожавање значи чин на понекогаш израз на тоа што е внатре, да излезе тоа што е надвор. Така да не секогаш физичката манифестација е доволна, ако можем да кажем, или па понекогаш дури и потребна за да се изрази она славење и обожавање на нашиот Бог. И така да верувам дека ние сме усвари вистинските обожаватели, се повикани да го славиме во дух и во вистина пред се Господ. А тоа да произлезе во нас дела каде што и нашето тело може да заигра понекогаш и да покаже дека на вистински му служиме и го славиме единствениот Бог. Така да добре дојдовте уште еднаш ќе кажам на неделната авантура, ако можем да кажем, доза на проповед, на убави зборови, на зборови од Словото, на зборови од самиот Свети Дух. Зоран, едно добре ден. Да, еве и од мене мал поздрав. И на вистина, иако немаме, како да кажем, стандардни служби или оно што веќе го знаеме, со години сме го правеле, или недела проповеди, иако ова е малку поразлично, ја верувам дека е добро, наистина е добро како промена. Затоа што толку често сме се молеле, Господи, смени, и јас сум знал луѓе што се жалеле, па доста е више со ова, зашто нешто ново нема, и секога има нешто ново, тоа е чудно. И затоа ја верувам дека е добро да се навикнуваме и на нови нешта. Не дека треба вака да останеме, али е добро да се адаптираме, да дојде тој подобар збор, на секоја ситуација во која што можеме да извлечеме поука ние и да ги поучиме другите. Така да јас верувам дека нас не ни е тешко да го правиме ова, а не верувам дека би требало да биде тешко на било кој друг, за да се навикне да слуша дури на ваков начин. И јас знам дека ти пред неколку пати го имаш кажано ова, дека најверојатно овој период е период на таа лична вера, на таа персонална вера. Има една песна од Депеш Мод, Personal Jesus. И најверојатно баш тој Исус баш е сега моментот да ти стане толку личен што не дека не ти треба црквата, не дека не ти треба службите, али да ти стане толку личен така ќе се сретнеме повторно да сите блескаме со изразот на Исус преку нас. Така да затоа за мене ова не е нешто страшно, баш е убаво. Така да добре дојде на уште една преубава авантура во Светиот Дух. Амин. Точно е, Зоран, ако знаеме, види, мора да ги препознаваме нештата. Ако знаеме дека има светска статистика каде што 90% од луѓето очекуваат туѓо мислење или да слушнат некое мислење, тогаш мораме да го имаме овој дел. Зошто? Зашто самата Библија ни кажува верата доаѓа од слушање, и тоа слушање на што? На Божјото Слово, на Словото што е вдахнато од Светиот Дух, но и промовирано исто од Светиот Дух. Многу пати луѓето мислат дека ние сме главните промотори на самото Слово, но ние сме алатот, ако можам да кажам, ние сме таа продолжена рака на Светиот Дух, каде што Светиот Дух го промовира она што сака да го донесе доле на земјата, но што е негово. Она што е негово, дефинитивно. Едино тука, Зоран, и тука негде ќе ја насочиме целата денеска проповед, е неразбирањето дека единствен авторитет, но и, како се вика, мандат да носи, да биде промотор на тоа што Светиот Дух сака да каже е црквата. Значи ние можеме, имаме луѓе што самостално прават нешто, што нешто го нарекуваат можеби и служба, одвоено од црква, одвоено во се, има некоја вистина во тоа, има нешто што може да биде на благослов, но не може да ја представи целата слика на тоа што Светиот Дух сака да направи. Затоа ќе видиме денеска дека ако Светиот Дух не насочува во животот на нешто, освен оние што ги збориме лични, ако можем да кажам, потреби да не подучи, карактерно да не изгради, да не усоврши во совршенството што Он го има за нас и го стави во нас, нешто што го согледуваме, нешто што е најбитно, е тоа дека цело време ќе не насочува кон црквата, како негово тело, како каде што е Он главата, самиот Христос, и каде што ние сега како тело со многу органи го носиме, ја носиме таа свежина, ги носиме тие сеопфатни агли од сите страни, за да можеме, знаеш, сега снимаме со една камера,
има едно видео со две камери, луѓето супер беше и друг ъгъл. Ако ставиме многу ъгли тука ќе биде уште пошарена лика, уште побаво. И така е некако со црквата. Она што ние мора да го препознаеме, она што Светиот Дух, ако можам да кажам, го постави во црквата, се тие служби, посебно тие 5 служби каде што го носат целото тело до совршенство, до она познавање и препознавање. Кој е препознавање? На она кој си ти пред се во Господ, на тој идентитет во Господ и на она што означува црквата. И Зоран, додека идев пред некој ден во поема, наеднаш нешто ми светна, дека нас луѓето не треба, кога зборуваме, не треба само да не слушаат, треба и да не гледаат. Сега, не во контекст да не гледаат секогаш преку камера, него да гледаат делата и плодот на она што зборуваме. Така да, тоа е од една страна наша одговорност, што никако не е притисок врз нас, или никако не е лош, страшен притисок, него напротив не е притисок што носи, како се вика, што носи промени во нас, што носи да бидеш уште посвет, да бидеш уште по-светол, да бидеш едноставно во така можеме да кажам со Светиот Дух. И тоа она што, значи не само да не слушаат, иако верата доаѓа од слушање, но ако гледаме понатаму, Павле пишува, мислам дека во Филипјаните вика вашиот говор нека биде полн со благодат, зачинет со сод, зачинет со пример од нашиот живот. Така да мислам дека убаво е луѓето да се загледуваат во Божјото дело, во водачите, во Божјото дело на оние што понекогаш им се репер на тоа како треба да се живее еден свет и побожен живот. Не, дефинитивно е дека примерот не само на еден човек, него примерот на секој верник е наистина битен. Значи ние обично се загледуваме нели кон ти како што спомна кон тие водачите, кон 5 служби, и тоа е легитимно право на луѓето да бараат одговорност или подобро кажам израз на христоликост, затоа што види ние живееме во, како да кажам, во тој еден свет на хиерархија. Значи не со цел да некој владее врз некого, него некој да покажува. И ние секогаш ќе бараме израз, ние секогаш ќе бараме, ако некој ветил нешто, дали е тоа политичар, дали е тоа татко, мајка, дали е тоа проповедник, дали е тоа било кој шофер, возач, чувар, значи ние секогаш ќе знаеме дека тој човек е назначен за тоа. Значи ние знаеме, сега препознаваме и ја дознаваме неговата улога. И велиме, ако тој човек е чувар, спасител на базенот, тогаш ти всушност или родителите ако имаат некои деца се бањат покрај базенот, на еден начин се ослободуваат во поголем дел од одговорноста дека мора цело време да го пазат детето, зашто бидејќи знаат дека има некој кој што гледа од озгора, кој што е поставен да ако нешто се случи, тој веднаш ќе реагира. И затоа во црквата, да, сите имаат таа одговорност да го покажат Христос со животот, но истовремено знаат дека има одредени назначени луѓе кои што заради таа благодат што им е дадена, заради Божјата мудрост, се поставени да бидат по-специфичен пример. Или пак да кажам, посилен пример од било кој друг. Не за да они бидат возвишени, него за да сите можат да се поучуваат од нивниот пример. И тука станува тој дел дека, пак ќе кажам, сите имаме одговорноста да бидеме христолики. Никој не е исклучен да каже, ама јас сум само слушател, или јас само седам у последниот ред. Дали ти седиш у последниот ред, дали седиш у првиот ред, затоа што царството живее во тебе, ти веќе имаш одговорноста да бидеш христолик. Независно од тебе, подобро да кажам, или од таквиот човек, ти како водач, како представител, како дадена, како што ти е дадена таа благодат да бидеш апостол, или пророк, или евангелизатор, или учител, или пастор, ти уште повеќе имаш таа одговорност. И затоа мене многу ми смета еве. Значи многу ми смета кога некој каже, вие за благодат само зборувате и ги мамите луѓето, опитски, може ги мамите луѓето да грешат. Значи ја не знам, ја никогаш ще немам слушнат од тебе, ниту пак ниеден од тие проповедници што јас ги знам, дали тоа се во нашата црква, или се луѓе кои што се надвор од Европа, или во Европа или над,
кои што зборуваат за благодат, што некој некогаш, значи некој да се осмелил да каже: "Еј, ви проповедам за благодат, вие само правите што ќе правите." Што сакате да правите? Значи ја лично немам слушна до таков човек. И затоа мене ми смета кој ќе каже некој: "Вие за благодат зборувате и ги им дозволувате луѓето да грешат." Значи има една цела како се вика library, библиотека на проповеди на нашата страница. Значи тоа се јадници проповеди. И ако најде некој, да ние сме кажали, јас сум кажал, слободно грешете, ја пред сите ќе се покајам. Значи и ќе избришам таа проповед или ќе не знам што ќе направам, ќе очастам торта, нешто ќе направам. Но сакам да кажам затоа што ние знаеме дека таа благодат не прави да можеме да бидеме христолики, затоа ја проповедаме. Затоа што ако ти не ја разбираш благодата, како ќе го представиш Христос? Како Христос ќе представиш? Полн со гнев, полн со одмазда, полн со осветољубивост, полн со спремност да те казни, како Христос ќе представиш? Значи само благодата го открива Христос. Затоа вели дека тој дојде полн со благодат и со вистина. И затоа сега ние проповедајќи таа благодат, ние го представуваме, или да кажам, растеме во таа благодат, за да го представиме Христос како што е. Амин. Амин, Зоран. Значи, само тоа што го спомнам на почеток дека не треба само да не слуша, ни да не гледа, дава контрапример од она што во народот е доста познато, посебно за, ајде, не сакам да деградирам било кога, но посебно за некој што е на позиција, не ме гледај што правам, него слушаме што зборам. Да. Сега ние кажуваме, слушаме што зборам, но и гледајме што правам. Така да, тој пример е дефинитивно постои тука и тој пример некако те ослободува и самиот тебе да едноставно не манипулираш со работите. Него напротив, знаеш на кого му служиш, знаеш со која благодат си допрен и на таков начин ти сега живееш свет и побожен живот. Така да благодата или слободата во благодата не е изговор за глупости, самиот Петар ни кажува така, него напротив е процес и простор каде што може да се живее што посвето, што побожно, што со поголем пример во твојот живот. И Зоран, ова на некој е премногу апстрактно. Ќе не слушне од страна, ќе рече, дечки многу го зборуваат, некако ни ги галат ушиве, но не го разбирам во цело особа. Зошто не се сретнале со ваква наука, не се сретнале со Библијата претходно. За некој дај амин. Сега само ќе пишуваат амин, така е. Зошто? Го разбираат. Но има еден голем гап кај многумина каде што се кажува амин или се разбира се това, но не може да се најде примена во вистинскиот живот, посебно во животот на самите тие. И така да, затоа е тоа толку битно, она што го зборуваме, што ќе го зборуваме денеска, таа духовна практика или духовна пракса во нашиот живот, каде што она што го препознаваме како духовно, сега ние го сведуваме на телесно, го сведуваме на практичност во нашиот живот и на таков начин можеме да даваме пример. И јас знам дека многумина се запрашуваат, кога идат во црква, се запрашуваат што има денеска за мене. Второто прашање најверојатно кој ќе излезат од црква, што значеше ова за мене? И сите тие прашања некако не само во луѓето, во сите нас се појавуваат, зашто имаме мисловен процес и пред да дојдеме на служба и од кога ќе заминеме на служба, тој мисловен процес што го гајме во текот на неделата, едноставно ни ги поставува тие работи како топ да ги размислуваме, како нешто што можеме и да бараме одговори за истото. И затоа јас мислам дека црквата е добро, или можам да бидам и не дрзок, ама искрен со мојот став, да кажам дека најдобро место е каде што можат да се слушнат овие одговори. Зошто ние мора да знаеме едно нешто. Ако бараме вистински одговори на овие прашања, што Господ има за мене, на каков начин тоа сака да го изрази, која е неговата Божја волја, тогаш мораме да го бараме на вистинско место тој одговор. Тоа вистинско место, јас го нарекувам, Библијата го нарекува, ти го нарекуваш, е Светиот Дух. Светиот Дух кој живее во нас, Светиот Дух кој живее во црквата. Така да, пак ќе кажам, тоа не е нешто апстрактно, окей, ама кај да го прашам Светиот Дух? Негде во, нели, можеш лично него како лично да го прашаш, но можеш да дојдеш во црквата со одредени прашања, да ги поставиш тие прашања и да добиеш исти одговор. И ние ќе пробаме денеска некои од тие прашања што јас сум го видел во текот на
на разговорот со многу луѓе, во текот со, ако можам да кажам, соопштење на многу луѓе, едноставно, кои прашања најповеќе излегуваат на површина и сакаат да бидат одговорени. Така да, јас како човек, сум човек што сакам да анализирам многу, но на крајот на денот, и ова е голема мудрост, слушатели, едноставно на крајот на денот, колку и да правиш анализа во твоите мисли, во твоите идеи, во оно што си го разбрал или што не си го разбрал, мораш да дозволиш на крај анализата да ја направи Светиот Дух. Да, он ги донесе тие нешта. Знаеш, зашто ние во нашите анализи понекогаш многу пати можеме некој човек буквално така да го анализа значи разделување, така да го разделиме што после тешко во нашите мисли можеме да споиме ни треба таа интервенција од Светиот Дух за да не дојде таа осуда. Анализата може да донесе осуда према луѓето. Така да на крај на денот дозволи Светиот Дух да усоврши таа твоја анализа, да ја додаде, да одземе ако треба нешто таа анализа, за да имаш вистинската перспектива за она што значи анализа. Така да ја верувам дека ако нешто е мудрост за нас, е тоа да покрај нашите анализи, покрај нашите обиди да разбереме нешто, да објасниме нешто, да му дадеме простор на Светиот Дух, он да го направи истото. Знаеш, има интересен еден процес, овој може би за прв пат го објаснам на ваков начин, али постои анализа, постои проценка и постои заклучок. Значи тие три работи се неминовен дел, тоест неминовен дел од секој мисловен процес на еден човек. И на истиот начин Светиот Дух го прави тоа. Значи Светиот Дух те анализира или го анализира, ти дава можност да се видиш кој си. Ти ја проценува снагата или ти ја проценува силата и ти точно знаеш што можеш, што не можеш. Значи поготово ако си да кажеме ја бидејќи проповедам многу, значи има мнозина кои што викаат леле ја пред 5 луѓе можам да проповедам, али пред 20, пред 100, пред 1000 нема шанси. Значи он си ја прави проценката. Сега да не звучи фалење, ја пообратно. Пред 5 луѓе ми е малку потешко, али пред 5000 ми е многу лесно. Али тоа е благодат, значи тоа не е за фалење, едноставно така функционирам јас. Сега, покрај сето тоа постои до нешто што се вика заклучок. Значи што е заклучок? Заклучок е многу интересен збор на македонски, е нешто што веќе си го заклучил. Значи ти веќе тоа е заклучено, ставено во нешто, споено и тоа веќе си функционира. Значи тоа си циркулира, си врти. И тоа никој не може да разубеди поразлично. И затоа е добро кога Светиот Дух наместо твоите заклучоци ќе донесе негови заклучоци. Кој е неговиот заклучок? Неговиот заклучок е дека Христос на крстот ги зема сите гревови. И дека кога воскресна за наше спасение. И дека од кога воскресна, ние воскреснавме со Него. И сега не живееме ние, него живее Христос преку нас. Значи тоа е заклучокот на Светиот Дух. Твојот и мојот заклучок е како јас ќе живеам денеска, како јас ќе се справам во овој паднат свет, како јас сега ќе преживеам оваа тензија, како ќе преживеам оваа криза, како ќе биде со вирусот, како ќе биде утре, како ќе биде после 5 месеци, како ќе биде после 10 месеци. И сега ние имаме некои си неформулирани заклучоци, а нашите заклучоци се всушност идеи кои што се базираат врз основа на грижата. И ние тоа го викаме заклучок, ама тоа е променливо. Али кога ќе дозволиме за заклучокот на Светиот Дух да постојано одзвонува во нашите умови, тогаш ние ќе ослушаме само Него. И тој вели вака, вели ти си син или ќерка на таткото небесен. И вели вака, немој да се плашиш, тоа е заклучок. Немој да се грижиш, тоа е заклучок. Немој да веруваш на другите луѓе, тоа е заклучок. Твојата доверба ставија во твојот Бог, тоа е заклучок. Ти си свет, тоа е заклучок. Ти си праведен, тоа е заклучок. Ти си оправдан, тоа е заклучок. Ти имаш се за живот и за праведност, тоа е заклучок. Ти можеш да го победиш непријателот, тоа е заклучок. Твоето тело може да биде исцелено, тоест е исцелено, тоа е заклучок. Значи има толку многу заклучоци што Светиот Дух веќе ги заклучил. Тие се неменливи вистини, о кои што само кога ние ќе се впериме во нив, ќе се загледаме, тогаш доаѓа таа слобода. Зашто вели во Јован, ќе дознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Кога ти се ослободуваш?
кога ќе ја примеш вистината и кога ќе дозволиш да само таа пребива во твојот живот. А што се случува со многу христијани? Имаат своји заклучоци и ги парираат, ги споредуваат со заклучокот на Светиот Дух. И знаеш што викаат? Викаат, ама ја не се чувствувам така, или у моментов не ми е така. Независно што ти се, како ти се чувствуваш, што чувствуваш и што поминуваш, заклучокот, вечниот заклучок мора да биде дел од нашиот живот. Тој мора да биде постојано пред нас. И на таков начин ти дозволуваш да таа благодат те пренасочува, те омекнува и те доведува во состојба да постепено, во текот на времето, да живееш согласно со таа вистина. Ја мислам дека голема заблуда е кога мнозина мислат дека ослободувањето доаѓа инстантно и моментално и дека тоа е само сега моментот. Не, тоа е процес. Затоа што ако си ти татко на едно дете, ти си татко до крајот на твојот живот. Ако ти си родител до крајот на својот живот, независно колку години имаат децата. Ако ти си повикан да бидеш пастор на една црква, ти си пастор додека Светиот Дух не каже готово. Али ја верувам дека неговото пасторско срце тоа си стои, да. Тоа може само да се зголемува. Ако ти си апостол, тоа ќе си стои. Значи ти тоа не можеш да го тргнеш од тебе. Зашто? Затоа што ова е добар стих. Римјани 11:29. Значи Римјани 11:29 вели дека Божјите ветувања и Божјите повици за нас се неотповикливи. Што значи тоа? Бог ги заклучил тие повици. И тој вика, тој да сака Бог не може да го отповика. Он вика, тие се вечни. Ќе се демонтира самиот. Не може, затоа што тој е решил во своето срце, во своето битие тоа да ни го даде. И така да сега сме ние од негова страна сигурно, него од наша страна што правиме. И затоа е многу битно да се охрабруваме еден со друг, да се дружиме еден со друг и да се загледуваме во луѓе кои што се веќе пример за нашите животи. Дефинитивно. Ете, тоа е тој дел со анализата, со проценката и со заклучокот. Дефинитивно, Зоран. Знаеш како, ова со тоа што Светиот Дух заклучи во нас, ја постојано повторувам на реченица, тоа дека ние треба, христијаните се повикани да препознаваат. Да го препознаеме она, нели, што да се зборува, она што е ставено, она што е неотповикливо во нашиот живот и да не се брза со нашите сопствени заклучоци. Праша Даниела, спругата моја нели работи во државна болница, баш во делот на ендокринологија, тоа е за шекер, за диабетис и праша, добро, како вие на човекот му кажувате дека има шекер, како тоа го согледува, да знам дека има нели мерење, тоа до толку сум паметен, али целиот процес не, но викам како одлучувате дека еден човек, сега ќе има шекер и треба нешто инсулин или било што, и вика, не се прави тоа одма. Без разлика дали во моментот шекерот ќе му го измериме 20 ритнал или нешто многу или нешто малку, не се кажува одма дали е шекераш или не, него се прави анализа 3-месечна, 6-месечна и се донесува заклучок. Многу битно е да едноставно да не се брза со нашите заклучоци. Знаете како, може ќе спомнеме понатаму, многу голема е мудрост да признаеш дека Бог те разбира повеќе него самиот ти. И така да тогаш ќе ти олесни многу и за заклучоците кои ќе ги носиш. Дека окей, али да јас пошто се знам сами од себе си понекогаш колку можам да избрзам, колку можам да донесам поближни науки, дај да не брзам, да ја направиме со Светиот Дух таа анализа, таа три работи ги спомна, таа анализа, тој заклучок и таа проценка, да ги направиме и по тоа да донесеме вистински заклучок во она што го кажува Светото Писмо, со совет многумина таму е мудроста. Значи мудроста е баш во советот на многумина, во кој тој совет спаѓа и самиот Светиот Дух. И Зоран, ако Светиот Дух го кажеме тоа секогаш прави нешто, тоа дека ќе насочува кон црквата. Се тука сум пишал и сакам малце да го разглобиме, ако можам да кажам. Светиот Дух е креативен и не прави традиција од своите делувања. Но некои се духовни принципи што се дај јами. И што, ајде ја накратко само што мислам за тоа, креативен и не прави традиција од своите делувања. Погледаме Светиот Дух како за една работа, за една иста работа, во различни животи, во различни луѓе делува поразлично.
Зошто? За да не можеме утре да направиме традиција, ама само така и така делува. Ние сме виделе таква некоја традиција каде што е скроз погрешна и каде што кажува писмото малку клас го подквасува целото тесто, да виделе како такво делување едноставно се донело погрешна наука, погрешни делувања, погрешни толкувања на самото писмо. Така да нема Светиот Дух да прави. Исус го гледа. Еднаш човек му става кал на очите и тој прогледува. Друг пат само му вика оди, а твојата вера ти исцели. Така да делува на различни начини. Но во духовното, во самиот Свет Дух имаме некои принципи што се дај јавно и важат и за нас. Дури важат, ако можам да го пошироко да го опфатам ова, важат и за луѓето што не го веруваат Бог или што уште не го познаваат самиот Бог. Нешто околу тоа. Значи Светиот Дух е креативен и не прави традиција од своите делувања, но некои се духовни принципи што се да јавно. Океј. Значи дефинитивно постојат, затоа рековме, тие се заклучоци кои што Светиот Дух ги донел во својата волја, во својата мудрост и во својата како да кажам предвидливост, или како да кажам ги предвидел да бидат така. И затоа тие се неменливи. Значи Божјата љубов не може да се смени, не може да се намали, таа е вечна, затоа велиме таа е вечна, таа е се што е менливо и минливо е подложно на промена. И ние тоа мора да го живееме на таков начин. Значи денеска ние имаме вакви фризури, можеби за 30 години ќе имаме поразлични фризури. И сега ние може да се сеќаваме на нив, да ги чуваме сликите, али ќе се сменат. Можеме мене најголем пример ми е на луѓето велам, значи се е минливо и менливо, се е минливо и менливо. Значи единствено што не е менливо е Божјиот карактер. И затоа особото не е дека Исус е истиот. И затоа ние таму се фаќаме, ние таму ја ставаме нашата и вера и доверба, затоа што знаеме дека тој не се менува. Значи кога се спасив пред 25 години, кога поверував во Исус, значи јас проповедам од 97-ма некаде. Значи тоа се 23 години. Значи тоа не е од вчера. Сега, кога некој би ги нашол касетите, цедињата каде што сум проповедал пред 23 години, ќе најдам работи кои што во тој момент биле прекрасни. Во тој момент за тие луѓе таму. Но јас не би се осмелил да ги проповедам истите работи денеска. Зашто? Не дека тие биле погрешни, али во моментот, заради степенот на во кој што сум се доближил до Светиот Дух и сум пораснал во Господ Исус и сум ја разбрал неговата љубов и неговата благодат повеќе, ја не можам да се враќам назад да го проповедам истото. Ја го проповедам истиот Бог, значи истата љубов, али во овој случај со поразлична анализа, бидејќи и поминале 20 години. Истиот е Христос, значи тој не се сменува, тој е истиот што јас го сретнав пред 23 години, 24 години, 25, истиот Исус е, само што јас сум се сменил. Затоа менливоста моја и менливоста моја не е толку негативна, туку е само израз на мојата, или пак да кажам, понизност е за мене да кажам се сменив. Али во овој случај се сменив на подобро. И затоа не можам да го проповедам истото пред 20 години, али истовремено па го согледам дека има уште, дека и денеска тоа што го зборувам, не дека е лошо, тоа е прекрасно, барем така ја мислам, али ќе се зголеми понатаму. И затоа е добро да го имаме тој дел пред нас. Бог не се менува, но ние се менуваме. Сега, постојат работи кои што се неменливи, или да кажам тоа се принципи. Бог ги воспоставил и тие функционираат. Како сакаме ние тоа да го кажеме, некој други ќе се наљути каже за Бог е како машина. Или она ставаш паричка и влегува кафе. Не е, али на моменти наликува на тоа. Не Бог самиот, него неговите принципи. Јас се сеќавам пред ова можам да ви кажам многу стори, многу и верувам дека тие се добри стори. Пред можеби едно 10 години. Ова е само еден едноставен пример. Во сферата на Бог е даржлив, или пак Божите принципи ќе функционираат. Ми треба, или требаше да соберам уште некои, ќе кажам цифрите, 2000 евра ми требаше да соберам, требаше да купиме некој, не знам, мотор требаше да купиме. И од кај да ги гледам, тоа се многу пари, нема толку пари, не знам како. Тоа беше ситуација. Седам на служба и
во мене имав 2 евра. Значи, ова не е во Македонија, надвор сега, имав 2 евра, значи по 1 евро парички. Океј. Значи, немав ништо друго во мене, немав книжни пари, немав... Едноставно само тие 2 евра ми беа. И сега доаѓа тоа корпата за прилогот и шета на кај мене. Беше навечер, беше топло, беше лето и јас си викам, сега нешто јас си размислил мене, си викам, не ги дам овие 2 евра. Јас си решив уште пред службата дека ќе одам да си купам ладно ајс кофи. Океј, са види Зоран како размислил, океј. И викам, не ги дам. Може викам да дам едно, ама кафето беше евро и пол. И сега си викам, како бе да го дам? А жеден бев. И викам, после служба ја директно излегувам надвор и ќе си купам ајс кофи. И уверен во тоа, викам, не дам пари, ќе дам утре. И као што доаѓа корпата на кај мене, од внатре, ја верувам дека Светиот Дух некогаш не остава така ние во нашите смотани идеи да си останеме. И од внатре ми доаѓа нешто, дај ги двете парички. И сега во мене борба, да ги дам, да не ги дам. Кафето, и на крај викам ќе ги дам. Викам, се откажувам од кафето, значи ова е прост пример, едноставен смешен пример. И ги дам. Во моментот кој ги ставив тие 2 евра, ги слушнав, ја никогаш не ставам железни пари во прилог, тоа да знаеш. Едноставно не сакам да ги ставам, бидејќи за мене некојаш тоа е како навреда, за ситни пари. Ако даваш, дај со радост сега. Нема да даваме, не е ова сироп, не знам што. И ги слушам паричките, ги давам, во моментот кога ги ставих парите, го слушам оној стих, кога Бог му вика на Давид, твојата чаша се прелева. Ја кога слушнав тоа, твојата чаша се прелева, мислев на кафето некој ќе дојде да ми даде. Знаеш, така размислуваш ти, човек. Да, таму ти да памета. Значи, завршува службата, излегувам надворот од зградата, у тој момент ми звони телефон. И знаеш што беше човекот што ми кажа? Вика, Зоран, пред 3 минути на твојата сметка дојдоа 2000 евра. Значи, ова е само еден пример ваков. Значи, ја можам да кажам многу примери, кога станува збор за Божјата провизија или кога ги почитуваш тие Божји принципи или стандарди. Истото тоа е например, со читањето на Божјото Слово. Некој каже, како бе ти така толку стихови знаеш? Да. А тој истиот не си дал на себе си задача да земе да чита. Значи, луѓето не знаат дека ја со денови, со сати, со месеци сум читал Библија и читам Библија, каде што не на свеќа, значи не може да кажам на свеќа, али ја на мобилен телефон сум имал, бидејќи нели тогаш сум живеел со моите пред 20 нешто години, и сега да не стои светлото запалено, јас со телефон сум светел и сум читал до савајле. И со денови, и непреспиени ноки. И сега некој ќе каже, па тебе лесно ти знаеш многу стихови. Деме каков ти е тебе паметот. Не ми таков паметот. Него јас сум читал, сум дозволил да Светиот Дух ми стави во срцето да читам Слово. И затоа денеска можам да цитирам стихови. Со други зборови, луѓето не знаат и дека јас и било кој друг кој што сум поминал време во молитва. Сум се молил за тие луѓе, сум барал Светиот Дух, Свети Душе, покажи ми што имаш ти за тој човек. Да, лесно е кој ќе ми видиш да пророкувам. И да ги кажа, не тебе ти е лесно имаш дар. Не станува толку многу за дарот, него за ставот на моето срце дека сакам да служам. Така да, тие се тие принципи кои што Бог тие делуваат, действуваат, но во што? Во согласност со нашата волја, со кога јас ќе се посветам на таа волја. И овие се само неколку тие принципи кои што ги лично јас сум ги правил и затоа сега на еден начин функционираат незапирливо. Ама тоа не значи дека јас треба да престанам да читам Библија, тоа не значи дека ја треба да престанам да давам и треба да престанам да се молам. Не, него тоа уште повеќе ми дава на мене елан или да кажам потик да го правам уште повеќе. И да, ќе има луѓе кои што се љубоморни, ќе има луѓе кои што ќе завидуваат, ама тоа не е мој проблем. Почни и ти да читаш, почни и ти да даваш, почни и ти да бидеш ревносен со работите Божји и ќе видиш како тие функционираат. Така да, тие се тие неменливи работи кои што на мене ми се пример. И јас сакам уште повеќе да ги барам. Затоа вели Матеј 6:33. Најпрво барајте го Божјото царство и неговата праведност. И сево ова другово ќе биде придодадено. И затоа на таков начин јас го барам царството, го притискам царството. Притискам да тоа функционира не само за моја добробит,
него за добробит на сите околу мене. Тоа е уствари христијанската вистина. Тоа е таа практичност во христијанскиот живот. Не можеш да очекуваш да прочиташ една реченица во твојот живот од Библијата и да ја знаеш, да го познаваш Господи. Не можеш да очекуваш да една молитва кажеш при спасение и да кажеш јас се молам. И не можеш да кажеш ја дадов еднаш пред 20 години и еве ништо Бог не се наоѓа верен во мојот живот. Значи тоа е постојано, како да кажам, соработка со Божјото царство, соработка со Божјото срце. Така да, затоа за мене кога некој ќе се жали, ја не те слушам. Ја не те разбирам тебе, го разбирам Бог, ама тебе не те разбирам. Тоа е целата. Да. Затоа Зоран на почетокот кажаме дека не треба само да не слуша, зашто може да произлезе таа што ја кажуваш ти зависи љубомора, ја бе гледај они како можат, разбираш ли како се, некои да се загледаат во тоа дело што претходи. Еве, тоа дело, на пример, ако не го знаеле, сега го дознаваат. Што? Тоа, она што твојот пример го кажа, нешто ќе, мислам, се надоврзува на тоа што сакам следно да го зборуваме, а тоа е Матеј 25, таа една убава приказна за талантите, каде што на последниот слуга му вика: добар и верен слуга, помалку беше верен, ќе те поставам на многу. Влези во одморот на твојот Господар. И така да го гледаме тоа делување во малку, и тоа не секогаш малкуто е малку. Не секогаш малкуто значи малку. Чува мора да некогаш е тоа премногу, некогаш е тоа се уствари. Но нашата перцепција понекогаш е дека тоа нешто е малку и дека и можам да кажам дури нашето задоволство, незадоволство, понекогаш што како луѓе го имаме во голема мера, незадоволство понекогаш ни кажува тоа е малку, тоа е малку. И Господ сака таму да не фати. Океј, ако е за тоа тебе малку, а за некој многу е, можеби е епте многу, ние не го знаеме тој момент, но во тоа малку што ти го разликуваш, што ти го расудуваш, и што ти е дадено, беше верен, ќе те поставам на многу. Што значи е многу пати, Зоран? Овие работи сум ги зборувал неколку пати, затоа сакам сега да ги поставам како прашање, како едно мини интервју, ако можам да кажам, да навистина донесеме и друг агол на сите овие нешта. Што значи ова некако и самиот мој живот го отсликува, да си верен во малку, ќе те поставам на многу. Што значи да си верен во малку? Тука не пишува малку верен. Голема разлика, мора да читаме точно по Библијата, него пишува верен во малку. Целосно верен, со сета твоја вера, доверба, ја ставаш во тоа што го кажуваш малку и очекуваш од Бог да тоа го награди. Тоа не е секогаш нешто јавно, тебе никој не ти ги знаел мислите со тие 2 евра, но ја гледаме тоа дело каде што сега сите го дознаваме на таа вера. Малку, во скриено, во некоја тајна соба, молитва е било ли, што и да било, и едноставно го наоѓаме сега делото на Светиот Дух, каде што е изложено јавно. И тоа е цел библиски концепт, каде што Христос вика тоа што е тајно, тоа што го правите тајно, јас ќе ве наградам јавно. Ама знаеш како, тој избор малку. Значи, тој мора да сега да го гледам од перспектива, не од наша перспектива, него кој го кажа тоа? Самиот Исус. Значи, Исус го кажа тоа. Значи, Исус вика вака, вели, јас имам толку многу да ви дам. Значи, на учениците вика, треба да замине Исус, треба да се оди, значи, ова е последниот момент каде што учениците го имаат со него, и ова е критичен момент за нив. Значи, ова е пресврт невиден. Еднаш го спомнав тоа дека ние обично мислиме дека ова е страшно, ова е страшно. Значи, замислете поготово за тие кои што веруваат, тие што се верници. Значи, ова е незамисливо, значи не можеш да го замислиш, значи тоа не ни е дозволено да имаме таква замисла, али мнозина па се посегнува, се дозволува тој луксус и велат што ако Господ ме напушти. Значи се замисли учениците, се што имале, значи се што имале го вложуваат или го дава, го остава, да не кажем го вложуваат, го оставаат заради оваа личност, заради овој Исус. Значи презрени од луѓето, од општеството, знаат дека немаат каде да одат и единствено што им останува да го следат Исус. И сега овој истиот Исус кој што им ги вети сите овие работи, кој што им ги кажа сите овие работи, и им вика јас си одам. Значи тоа било таков страшен момент за нив. Значи тоа е неверојатно. И во тој момент за нас не е тешко да го доживееме. Али ја верувам дека Светиот Дух некош може да ни го открива во нашиот дух, барем некој момент да ни го открие, за да знаеме како се чувствувале. А јас сум имал такви моменти.
И им го дава тоа, им вели, но не плашете се. Јас ќе ви ги испратам Светиот Дух, кој што ќе ве потсети на тоа што јас ве поучував и ќе земе од тоа моето. Јас секогаш сум го читал тој стих вака, велам, кој е тоа твоето? Со други зборови, Исус на учениците и она што го читаме во Словото, тој им дава само еден дел. Тој од негова лична страна Исус вика, абе ја ви давав малку. А замислите колку многу е за нас. Значи читајќи Библијата кажеш, ова врие главата е колку стихови, колку мудрост, а Исус вика, малку ви давав. А замислете колку многу имам да ви давам. И затоа Исус кога вика, ти што си верен во малку, значи растењето во благодата е всушност кога ќе примиш таа благодат и кога ќе почнеш да ја распознаваш, кога ќе почнеш да ја истражуваш, кога ќе почнеш кога ќе дозволиш да таа стане дел од твојот живот, тогаш Бог вика, еве некој кој што и со тоа од негова лична страна малку што му го дадов, сега е спремен да расте. И јас ќе му дам сега уште една мерка на благодат. И затоа вели, овој стих ми е еден од омилените, 2 Петрова 3:18, каде што вели каде вика, растете во благодата. Кој е тоа растење во благодата? Што подразбира растење во благодата? Растење во благодата е кога ќе добиеш мерка на благодат, кога ќе се покажеш верен и во таа мерка на благодат, Бог во својата љубов, во својата кој што е богат, во својата љубезност, во својата дарежливост, вика, ќе му дадам уште една мерка на благодат. Ама затоа од Божја перспектива тоа е малку. Ама од наша страна е огромно нешто. Значи си кажеш, ова е многу. Истиот случај, например, кога, не знам, кога ќе станеш водач на црква. И сега тоа е, на англиски е overwhelming. Значи тоа е, вау, нешто те надвасува. Си кажеш, каде јас ќе се справам со овие луѓе? Одеднаш Бог ти дава 10, 20, 50, 100, 1000 луѓе. Бев на една црква, ова е пред 5 години, 5-6 години, бев ова црква во Америка и црквата има околу 5000 луѓе, значи тоа е мега црква, 5000 луѓе и бев на една служба, помала служба, каде што сега им пророком на луѓе, значи не ги познавам сите луѓе, знаев само еден-двајца и на еден човек му велам, слушај, председател, викам, ти во твоето срце ти си верен, викам, ти ги сакаш луѓето, али викам, во моментов, викам, ти сакаш одредена бројка на луѓе, али го гледам Светиот Дух, таа верност ја зголемува и го гледам твоето срце како расте и Бог создава простор за 500 плюс луѓе. Оке, замисли, човеков ме гледа, си кажа, што збори човеков? Ниту сум пастор, ниту водам црква, ниту пак може би имал намера човек. И викам, во твоето срце гледам Светиот Дух прави простор за 500 и плюс луѓе. Океј, човекот така ме мафна со главата, како да кажам, љубезно ми кажа фала, ама го гледам дека во неговите очи гледам дека не верувам. После 3 години се случува некои сплет на околности, една црква се случуваат работи, човеков преку ноќ за него лично станува водач на црква. Знаеш колку луѓе? И сега прашувам, значи ја не ја знам приказната. Луѓе ми кажува, вика, леле, Зоран, вика, се сеќаш и што му зборуваш на човекот? Викам, па од прилика, да. Вика, ти му зборуваше, вика, за една ноќ, преку ноќ, вика, луѓе дојдоа, вика, сега во моментов води црква. Вика, знаеш колку луѓе има? 500 плюс луѓе во неговата црква. И вели, и човекот е спремен, но види, не се случило преку ноќ тој во неговото срце да стане, да има простор за 500 луѓе. Но Бог, гледајќи ја неговата верност, работел во неговото срце, да го прошири, за да тој човек денеска може да води 500 луѓе. Значи, таа благодат Бог додавал на таа благодат, додавал, за да во овој момент човек вика, да бе, 500 луѓе, јас сум пастор, не е проблем. Тој може каже, за 5000 луѓе не сум сигурен, ама за 500 не е проблем. И на таков начин тој изгледа арогантен, ама не е арогантен. Тоа е само процесот што Бог го прави во нашите срца. И ова е за финансии, исто тоа. Ова е за одговорности, ова е за луѓе, ова е за сите сфери во нашите животи. Додека не се покажеш верен во малку, тоа што Бог тебе ти дал, многу тешко
дека ќе пораснеш во тоа што Бог има спремено за тебе. А тоа те чека, тоа ќе те притиска, ќе ти изборува. И ти ќе мислиш дека ѓаволот те изборува. А и затоа што ќе ти прави притисок. Ама цркви, луѓе кои што сакаат да се спасат, викаат: ајде Зоран, ајде стани евангелизатор. Луѓе кои што сакаат да бидат бизнисмени, викаат: ајде Илија, расти во тој бизнис, сакаме да ти бидеш нашиот учител, коуч, да не водиш. Луѓе кои што сакаат да бидат политичари или председатели на држави, викаат: ајде, дајте ни таа мудрост, растете во мудроста, да од вас учиме, да од црквата учиме. Така да постои тоа малку кој што за нас е чудесно многу, ама Бог бидејќи вика: бе, ова малку е, вие не знаете што имаме спремено за нас. Така да растеме од таа малку. Додека зборуваше тоа, ми се навреќаат едни мисли од исто една случка, овој пат не приказна на Исус, не е парабола, него случка што се случува пред нивните очи, а тоа е кога иде вдовицата и дава, вика малку пишува, дава паричка. А сега што е работата? И Исус им вика: тие дадоа од нивното многу, значи тоа е малку. Да, иако повеќе било од една паричка, тоа е малку. Од перспектива на него. И вика, пази, и вика, жената даде, однесе се. Значи, еве го малку во нашите очи само една паричка, и знаеш, понекогаш ние заглавуваме во тоа, па добро, доволно и малку. Не, жената даде се. Жената даде се што во моментот поседуваше. И во контекст на овие изјави на Исус, ја еднаш кажам дека ако дозволиш Светиот Дух или ако дозволиш Христос да ти брцне во џебот, тогаш си станал совршен човек. Што значи тоа? Зашто ние највеќе ги држиме џебовите врзани, највеќе како змија, некој кажува да имаме. Што значи тоа? Тоа не значи дека треба да биде фокусот само таму кога се зборува за ова е само символика на што значи тоа дарежливост во вистинска смисла. Дарежливост, она што Исус го кажува, ако некој ти побара и километар и изоди, ако некој ти побара маицата ти и кошулата, даде му е. Така да дарежливост во онаа која што ти мислиш на крај крајава дека си повикан да бидеш дарежлив, но наше ние да се испитуваме во дарежливоста и Господ да го испитуваме колку Он може да ја покаже таа дарежливост и колку тоа неговото малку за нас би било многу или огромно. Така да, Зоран, ајде одиме понатаму. Тука сум пишал: ставаја неговата волја пред твојата. И совршен пример на ова го гледаме во Лука 22, каде што Исус пред очај, можам да кажам, пред нешто многу тешко што треба да го издржи, едноставно кажува: ако може, татко, нека му одмина оваа чаша. Но тука прави рез и вика: нека биде твојата волја наместо мојата. И еве го гледаме совршениот пример. Што се случи од кога Исус дозволи Божјата волја да го надвладе? Се случи спасението и случи да секој има влез во тоа спасение. Еве го тој еден, можеби, мал чекор, како што кажа за качување на месечината на човекот, али голем за човештвото. Еве го тој еден мал чекор на каде што Христос се стави Божјата волја пред неговата лична волја во тело, зашто не можеше да се издржи тоа што он го издржуваше. Еве го нашиот совршен пример, кога ние покрај да ни е, колку да ни е тешко и колку да дури да не го разбираме, е мудрост да кажеме: но Господе, сепак нека биде твојата волја. И што се произлегува од сето тоа? Знаеш, пред некој ден, мислам дека со моите деца беше тоа, седнавме вака и им објаснувам работа и велам, или може би некој други, не знам, не се сеќавам, али, знаеш, ја верувам дека се е процес во нашите животи. Кога да кажам временски процес. И за се треба своје место, треба свое време и треба да му дадеме простор на Светиот Дух да во нас не направи суперхерој. Значи ја не верувам дека човек станува одеднаш суперхерој. Да, одеднаш ние го вкусуваме спасението. Одеднаш го тврдиме дека сме спасени. И тоа е вистина во Божјите очи, тоа во Божјата правда, во Божјата праведност, тоа е вистина. Тоа е нешто што може, тоа е сигурноста за која што се држиме. Али се е тоа процес во кој што мора да му дозволиме време да не менува нас. И Бог ги знае нашите, нема да кажам слабости, него не знае со што ние се бориме, со што нас ни е тешко, што нас ни е предизвик, што нас ни е планина, и он го знае тоа. И затоа не турка са добро да ќе каже: ама што е со тој човек, Бог направил таков притисок врз него. Не,
Бог не направил притисок врз него. Бог, познавајќи го човекот, знаел дека тој човек може да го издржи тоа. Има работи кои што не се издржуваат, или пак не можеш да ги издржиш и Бог нема да ти ги даде. Вика, Бог нема да дозволи искушение кое што е поголемо од она што ние може да го издржиме. И затоа ние кога ги гледаме сите тие примери од историјата на христијани кои што биле прогонувани, тепани, мачени, издржувале неверојатни тешкоти, значи не дека Бог бил гневен према нив или ги тестирал, него Бог ја знаел благодата што ја имале и рекол може да ќе им дам благодат, ќе издржува. Ќе помине. Сега, велам вака, добро е да со тек на време или од време на време да некои работи кои што ти се толку нормални или толку присвоени или својствени, да кажеш ова не го правам. Например, збориме како човечки. Добро е некојаш да кажеш ајде да видам ја да издржам без да јадам шеќер, благо да јадам. 5 дена, 10 дена. И сега ќе каже некој, леле, месец дена без благо, нема шанси, знаеш. Ја така порано сум размислил. Ајде, ја ќе кажам, ајде да пробајте 2 дена. Не мора да пробаш ти 2 дена, 2 дена. Следниот пат пробај 4 дена. На еден начин постојат работи, жално е да го кажем, ама ние сме зависници од многу работи. Зависници сме од многу околности и навикнати сме на нив. И тогаш ние од таа зависност стануваме традиционални. Али добро е некогаш да смениш. Ајде да пробам да наместо да идам од таа патека, ајде да свртам ја од друга. И на еден начин ти не се тестираш, него, како да кажам, се проверуваш себе си и му дозволуваш на Светиот Дух да направи нешто ново во тебе. И тука е таа тајна која што мнозина ја промашува, правејќи ги истите работи секоја година, тоа е секој ден, секоја недела, секој месец, секоја година, и знаеш што викаат? И ништо не се менува. Па како ги се смени? Кога истото го правиш, а очекуваш нешто ново. И затоа е страшно за христијани кои што веруваат да не му дозволуваат на Светиот Дух да им донесе. Ја верувам дека Светиот Дух копне. Таков е тој. Значи тој е личност. И тој копне да донесе повеќе од Божјото срце, од Божјата љубов, од Божјата благодат, од Божјото царство во нашите животи. Но за жал пречката не е Светиот Дух, него нашите навики, нашите идеи, ја би рекол дури нашата теологија. Кога ти се молиш на истиот начин, некој ми кажуваше, ова го слушав и ја само црцкам и кажа, како? Вика, јас се молам истата молитва секој ден, секоја година, цело време. И ништо. Викам, а да сменеше малку тоа молитвата, да сменеше зборовите, да сменеше начинот на кој што ги гледаш нештата. Ја верувам дека на таков начин ние тогаш ќе можеме да вкусуваме од тоа другото, од тоа повеќето. Затоа е многу битно да дозволиме не да биде тоа Светиот Дух да не менува, него да ние соработуваме со него. Сега кој е тука главниот дел? Нашата волја. Ја верувам дека тој е тој дел каде што ти велиш не мојата волја. Или по да кажам, не мора да кажеш толку драстичен, не мора толку да бидеш духовен, да кажеш Господи, само твојата волја нека биде. Нешто ќе кажам, не мора така да кажеш, него дај малку по малку твојата волја да ја менуваме, па тогаш ќе ја видиме Божјата волја, затоа што е толку апстрактно ти да кажеш Господи, твојата волја нека биде, ама не мојата. А ти следната секунда пак со твоето да продолжиш. Не може тоа така. И знаеш што ќе кажам екстремно, ти никогаш нема да видиш Божјата волја во целост во твојот живот. Него сврти го тоа обратно. Него дај да збориме за твојата волја, да не збориме за Божјата волја. Таа си е совршена, таа си стои околу нас, таа не се менува, таа си е прекрасна, таа си е убава. Него дај твојата и мојата волја да видиме до кај се. И кога ќе подредиме таа на промена, тогаш ние дозволуваме повеќе неговата волја да го надвладеува нашиот живот или да се пробива низ порите на таа традиција или низ тие канали кои што ние сме ги ставиле само вака и никако. И затоа е добро да ние дозволиме нашата волја да биде менувана. Така да може би е подобро да кажеме Господи, покажи ми каква е мојата волја, или пак еве ти давам дел од мојата волја, смени ја.
Амин. па неговата да биде Павле, Зоран, во Колошјаните, 1 глава, 9 и 10 стих, кажува начин како да го направиме сето она, знаеш? Рецепта. Баш тоа рецепта. Како, например, нели секогаш ние зборуваме за нешто да наполниш, треба пред тоа да го испразниш, она што сега го зборуваме. И Павле кажува, вика, 1 глава Колошјаните, 9 и 10 стих, вика, затоа и ние, од оној ден, кога го чувме тоа, не престануваме да се молиме за вас и да бараме да се исполните со познавањето на неговата волја, со секаква мудрост и духовно разбирање, за да живеете достојно за Господа и да му бидете по волја во се, принесувајќи плодови во секое добро дело и растејќи во познавањето на Бог. Сега, готово. Нели, Тука е тај мало више готово. тука е тај. И сега што е работата? Тука има се надоврзува уште едно прашање што знам дека многумина ќе се запрашаат, која е па неговата волја? Павле давај таму. Давај таму одговор каде што кажува, мислам дека во Галатите вика Божјата волја за сите вас, благодарете во се, радувајте се и молете се постојано. Таа Божја волја. Знаете, понекогаш ние сакаме да правиме научни филмови, фантастика филмови од па што е неговата волја, но понекогаш може само да овие три работи ги спознаеме дека се Божја волја за нашиот живот. И таму, во тие длабочини, широчини, височини и далечини, да истражуваме специфичната волја за нашиот живот и специфичниот повик за нашиот живот. Така да, ете го, Библијата е толку дарежлива, или апостолите се биле толку дарежливи, тоест Светиот Дух е толку дарежлив што не остава со половично разбирање на нештата, него ни дава дури како рецепт како ние можеме да го постигнеме она што ја и ти го збориме. Да, затоа ќе кажам ова само за на крај, знам дека ни поминаа 55 минути, што е дупла благодат, али твојот дел постои во Божјото царство. Значи, твојот дел е многу битен, мојот дел е многу битен, али нашата соработка е многу важна, да сите работи содействуваат за доброто на оние кои што го љубат Бог. И тој стих во Римјани 8 глава 28 стих е супер ветување. Значи се содействува за доброто на оние кои што го љубат Бог, кои што се повикани според што? Според неговите намери. Сега, интересно е што тие неговите намери, тоа е неговата волја, ние секогаш можеме да тргнеме скрос на страна, али знаејќи ја која е, мораме да ја ставиме нанапред. Така, значи, тоа што првин доаѓа Божјото, па потоа доаѓа нашето, или да кажам, растејќи во неговото, ние се градиме. Значи, ние се градиме. Бог нема потреба да се гради, тој не се менува, тој си е полнота во полнота. И сега, многу е важно да јас и ти соработуваме со Светиот Дух. И ако Светиот Дух преку мене, преку пастор Илија, преку некоја проповед, преку словото, преку некој друг брат ти зборува, ти објаснува, значи не е добро да ти го одбиваш тоа и да кажеш ама не, ја ќе терам по моје, ама секој содействува за моје добро. Нема да содействува за твоје добро. Да, Бог ќе продолжи да те сака тебе, Бог нема да престане да те сака тебе, Бог ќе е на твоја страна, но заради тврдоглавоста и одбивноста, што многу пати ја имаме, не се содействува за доброто. И затоа е соработката од твоја или од моја страна е многу важна, за да може да се исполнува таа целосна Божја волја за и во твојот живот и преку твојот живот. Така да мој совет, како за вас, така и за мене, е да не се правиме паметни. Бог веќе има воспоставен план, неговиот план е совршен и Бог направил таков начин да ја очекува нашата соработка со Него. Единствено што станува е да ние бидеме понизни, да слушаме, да соработуваме и да го видиме Божјото дело во нашите животи. Така јас го оставам во своја стихови, иако се прекрасни стихови, читајте ги во Филипјани, во Римјани, читајте ги и ја верувам дека тоа навистина ќе допринесува да растеме во познанието на нашиот Господ Исус. Амен. Амин. Зоран, ќе си дозволам, супер, 59 минути, ќе си дозволам уште 5 минути,
Зошто, кажам, ова ти си дозволам не ради мене, ја ги знам овие работи, не ради тебе ги знаеш, него да им направиме како целосна слика на нашите денеска слушатели, верници, нели, пријатели, браќи и сестри, луѓе во Господ и така да сакам, зошто се кажа многу силни зборови, многу силни стихови, едноставно да донесеме како некој финиш, тука сум пишувал дека размислувај и сонувај за големи нешта, но не дозволувај да те фрустрираат малите работи што ги правиш или што ги гледаш во моментот. И така да сакам за на крај како на порака дека сите овие големи нешта што се зборуваат, сите овие големи нешта што се согледуваат, што можеби ги согледувате во пример во нашиот живот, сите оние нешта големи што ги гледате во другите луѓе. Сите ние сме повикани да правиме нешто големо, што ќе биде големо пред луѓето, што ќе биде големо во општеството, што ќе биде големо во твојот живот, но што ќе биде препознаено како големо во Божјото царство. Но понекогаш нашата стапица е кога се загледуваме во нештата што ги правиме во моментот или нештата што ги согледуваме околу нас во моментот и тука имаме таа стапица. Така да е на мала порака за овој со тука нешто да со овакво нешто завршиме. Супер. Да. Има начин на гледање на нештата и повторно ни кажам, она што Бог го замислил за нас е да го вкусуваме Него. И Словото ни вели дека ние ќе растеме во познанието на Неговата благодат, всушност ќе истражуваме неистражливата длабочина на Неговата благодат. Така да јас верувам дека е добро да од некаде почнеме и да почнеме со тие мали чекори. На нас можеби ни изгледаат мали, но градејќи се во тоа одење, ќе се најдеме еден ден после година, 2, 20 години, 30 години, ќе се најдеме себе си како пример за другите луѓе. Така да, еве рекол, да бидеме пример во како што му вика Павле на Тит и на Тимотеј. Вели, биди пример во се, во верата, во проповедањето, во однесувањето, во начинот на животот, во се што имаш ти биди пример. Така да тој пример не е само за мене и за некој друг, за Илија или за него, тој е за сите. Така да бидете пример за Христос во овој свет. Амин. Супер. Океј, Илија, баш благословено вака верувам дека нели некако растат бројките со ковидот, иако малце го занемариме во зборувањето што не треба да даваме некој значење, но ја имаме таа, како да кажам, ситуација, ја согледуваме таа ситуација, се молиме за таа ситуација, ја препознаваме таа ситуација и на некој начин према таа ситуација мораме и некако да реагираме, зашто не сме повикани да правиме се како што нас не одговара, него како што одговара и на групата околу нас, како што одговара на општеството околу нас, така да мораме и во оној контекст и таму да бидеме пример. Јас не знам точно да кажам кога ќе почнеме со тие заеднички служби во Сити Хол или тука во Поема, но се работи на случајот за што да опфатиме повеќе нешто за да можеме кој ќе дојдеме да бидеме безбедни од сето тоа и да можеме да бидеме пример пред другите. Така да благословуваме заедно со Зоран, останете во мир, останете во тоа заедништво со Светиот Дух лично, но имајте ја во ум и заедницата околу вас. Благослов.